Добро вечер. Петта политичка анализа во рамки на емисиите во Центар. Значи пред почнување на официјалната сезона во Центар, петта политичка анализа. Направивме мала пауза од оправдани причини, повторно со вас некаде 25 до 30 минути политичка анализа посветена на тоа што се случува во Македонија и во регионот, посетата на Заев на Атина, зошто на Атина, Источен Медитеран, конфликтите што се случуваат во Источен Медитеран, косовското прашање, односно однесувањето на Белград и на Софија во однос на Република Македонија. Значи тоа ќе бидат клучните поенти на ова вечерашна анализа, 25 до 30 минути, одлична анализа, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Што е клучно да разберете, почитувани гледачи, кога правиме одредена политичка анализа, ние не кажуваме што сакаме да се случи, туку кажуваме што очекуваме дека ќе се случи. Затоа ви се потребни да имате многу информации, да имате одредени анализи, да може да гледате што ќе се случува во иднината и врз база на сите тие претпоставки да направите добра политичка проценка, добра безбедносна проценка, добра економска проценка. Врз база на таа добра проценка може да направите добри анализи, значи да предвидите добри очекувања. И затоа велам дека тоа што ние го правиме и тие анализи кои ги кажуваме, не се список на желби што сакаме ние да се реализират или да се случат, туку се навистина одредени реални проценки, што ние гледаме дека ќе се случи, што очекуваме дека ќе се случи, што навистина може да се случи во Република Македонија и во целиот регион. Помеѓу две политички анализи во Центар се случи посетата на Зоран Заев на Атина, односно на Република Грција. Гледате, се случува во еден временски период кој е многу битен. Зоран Заев одбира да оди во Атина, а на пример не одбира да оди во Софија. Зошто? Бидејќи во Софија се случуваат оние големи протести против Бојко Борисов. Не оди ниту во Белград, не оди ниту во Приштина, не оди ниту во Тирана. Зошто? Бидејќи не сака да биде составен дел на решавање на тоа косовско прашање или на тоа глобално српско или глобално албанско прашање. Значи, одлучува да оди во Атина. Оди во Атина во еден турбулентен период, кога односите помеѓу Анкара и Атина се на најниска точка после 1974 година. Последните 2 месеци безмалку Атина и Анкара беа на работна нова војна после она што се случи 1974 година и поделбата на Кипар на два дела, на Република Кипар и на Северен Кипар. Значи Зоран Заев го занемарува фактот дека Република Турција во мандатот на Никола Груевски, последно во мандатот на Ѓорѓе Иванов, бидејќи Ѓорѓе Иванов после она што се случува на 27 април 2017 година и претходно со Тиранската платформа ги информира клучните земји на Европската унија, плюс Америка, плюс Русија и стратешкиот партнер Турција. Значи Зоран Заев во време на тој интензивен конфликт помеѓу Анкара и Атина одбира да оди во Атина, што значи дека она стратешко определба дека Турција е стратешки партнер на Република Македонија, што ваеше некаде пред 2 или 3 години, сега е адаптирана. И гледате, почитувани гледачи, во 2 дена имаме две многу индикативни или многу сигнификантни посети. Зоран Заев има официјална посета на Грција, односно на Атина, додека Хашим Тачи има официјална или работна посета на Турција, односно на Анкара. Зошто Хашим Тачи одбира да оди во Анкара, Зоран Заев одбира да оди во Атина? Хашим Тачи му гори под нозете. Почнат првите апсења, првите пресуди против високи функционери на УЧК. Ако дојди мечката да тропни на врата на Хашим Тачи, што мислите каде или на која врата прва ќе тропни Хашим Тачи? Нормално на вратата на Тајип Реджеп Ердоган или на Република Турција, бидејќи пред 3 години луѓето блиски на Хашим Тачи, кои подоцна беа сменети од Рамо Ширинани, стана одбор за поранешниот министер за полиција на Република Косово и шефот на тајните служби, ги уапсија припадниците на Фетула Ѓулјан во Косово и му ги испорачаа на Реджеп Тајип Ердоган. Затоа Хашим Тачи оди во официјална посета на Ердоган некаде пред 1 недела, а Зоран Заев оди во официјална посета на Грција, односно на Атина. И гледате, почитувани гледачи, не е денес битно дали ова прва премиерска, втора премиерска или трета премиерска посета на македонски премиер на официјална Атина, односно на Република Грција. Тоа е најмалку битно. Битен е контекстот, посебно временскиот контекст кога се случува таа средба. Таа средба се случува кога врие во Источен Медитеран, кога врие во јужното крило на НАТО. Избирајќи помеѓу Турција и Грција, за прв пат македонски премиер се става на страна на Грција. И тоа е значи реализација на она што го имаше кажано државниот секретар на Соединетите американски држави господинот Помпео минатата година во октомври за време на неговата кратка работна посета на Република Македонија, средба со македонскиот државен врв во Охрид. Пред заминувањето тој прати 3 пораки. Прво, да не се земат кинески кредити, бидејќи тие се коруптивни кредити. Второ, да не им се дозволува на руските ботови да ја водат политиката во Република Македонија. И трето, стратешки партнер на Македонија и Република Грција. Преку Република Грција, Република Македонија треба да ги воспоставува сите стратешки, посебно гасоводни, енергетски политики во однос на Балканскиот полуостров.
И што е Источен Медитеран? Источен Медитеран е гасоводна компанија која е формирана помеѓу Република Грција и Република Израел. Стратешки е позиционирана и треба тој природен газ од територијата на Израел да го носи преку територијата на Грција на територијата на Западна Европа. Американскиот државен секретар господинот Помпео го промовираше тој проект Источен Медитеран на Република Македонија и укажано дека треба да комуницира со Источен Медитеран. Гледате како функционира американската политика. Прво прават договор помеѓу Грција и Израел, подосна прават договор помеѓу Грција и Египет и на тој начин индиректно ги поврзуваат Израел и Египет. Подосна кон тој Источен Медитеран се приклучуваат Обединетите арапски републики или емирати кои воспоставуваат сега дипломатски односи со Израел и на крај треба Саудиска Арабија да се приклучи кон тој Источен Медитеран. На тој начин се стега обрачот околу Република Турција. Република Турција прави договор со Либија за да може да стави тампон зона, да не може Источен Медитеран преку територијата или територијалните води на Северен Кипар кој е под контрола на Турција да стига до територијата на Грција. Грција, односно Турција е охрабрена од Руската Федерација бидејќи нито на Руската Федерација не е одговара тој Источен Медитеран од Израел преку Грција да стигне до Западна Европа бидејќи ќе биде конкуренција на рускиот природен газ. И тоа е конфликтот. На една страна се Турција и Русија, на друга страна Источен Медитеран кои се спонзорирани не толку од Франција, не толку од Германија, колку директно од Соединетите американски држави, за да ги покажат на Турција на Реджеп Тајип Ердоган, американците после 20 или 30 години го кинуваат ембаргото на увоз на оружје на Република Кипар, кој е под контрола на Грција и дозволуваат на Република Кипар да купува оружје, на тој начин му испраќаат порака на Реджеп Тајип Ердоган да не си игра во Источен Медитеран, бидејќи тоа е зона на влијание на Соединетите американски држави. И тоа е суштината на посетата на Зоран Заев и средбата со Киријакос Мицотакис во Атина. Пораката е следна. Стратешки партнер на Македонија е Република Грција, не е Република Турција. И тоа беше очекувано, почитувани гледачи, после стратегијата на американците името на државата од Република Македонија да се смени во Република Северна Македонија. Кога имате Република Северна Македонија или имате Северна Македонија, Северна Македонија е предодредена да комуницира со Јужна Македонија. Значи, прашање на време ќе биде кога Северна Македонија и Јужна Македонија ќе воспостават стратешки партнерски односи. И тоа се случува сега. Затоа Македонија го напушта својот стратешки партнер, тоа е Република Турција, кој е едно од 3-4 држави кои први ја признаваат Република Македонија и воспоставува нови партнерски односи со Република Грција. Затоа јас ви велам, не е битно што ја сакам да се случи, јас само ви објаснувам што се случува и што ќе се случува во наредниот период. Тоа е суштината на посетата на Зоран Заев. Зоран Заев промовира дека Република Грција во моментот е клучен стратешки партнер на Република Македонија на Балканскиот полуостров и всушност Република Грција е линкот на Република Македонија со Вашингтон и со Белата куќа. Само еден детал да анализираме. Зоран Заев и Бојко Борисов 3 години па и повеќе има одлични политички, па дури пријателски односи. Меѓутоа Зоран Заев не му се јавува, не му се обраќа на Бојко Борисов за да побара приклучување на Република Македонија кон тој крак од Бургас до Александрополис, туку тоа го прави на средбата со господинот Мицотакис. Значи на средбата со господинот Мицотакис Зоран Заев бара Република Македонија да биде приклучена на тој гасоводен или нафтоводен крак од Бургас до Александрополис. Значи не од Бојко Борисов. Бојко Борисов гледате како Зоран Заев полека го пушта низ вода, се дистанцира од Бојко Борисов, не оди во официјална посета на Бугарија, бидејќи смета дека Бугарија води непринципијална политика кон Република Македонија, дека влијањето и мокта на Бојко Борисов е во надолна линија, дека Бојко Борисов може лесно да се случи да биде пуштен низ вода и да не ги преживее протестите во Бугарија и во Софија и прави стратешко партнерство со Мицотакис и со Република Грција. И преку Мицотакис сака да воспостави линк со тој крак на нафтоводот и гасоводот од Бургас до Александрополис. И вие мислите, почитувани гледачи, дека Зоран Заев е толку паметен, толку интелигентен, толку визионерски расположен и настроен, дека може сам да ги види овие процеси, сам да ги осмисли овие стратегии, сам да ги реализира овие стратегии? Апсолутно не. Ние знаеме кој е Зоран Заев. Ова е стратегија на американска дипломатија. Клучен амбасадорот на Соединетите американски држави во Република Грција, односно Латина, тој е господин Џефри Пајет. Џефри Пајет до пред 3 години беше амбасадор на Соединетите американски држави во Украина и во Киев, кога се случува воената револуција во Киев, кога се случува Мејден во Киев. Сега е тој архитект и на Преспанскиот договор со кој се решава проблемот помеѓу Република Грција и Република Македонија и тој е архитект на признавањето на Украинската православна црква од страна на Вселенската патриаршија. Веќе ви станува јасно која е целта на посетата на Зоран Заев. Зоран Заев дали се сретна со Пајет или не се сретна во Атина, тоа веќе не е ни толку битно. Битно е дека после посетата на Зоран Заев на Атина, разговорите со Мицотакис, можна и средба со американскиот амбасадор да биде отпочнат процесот преку Вселенската патриаршија по
истиот принцип како што беше признат Украинската православна црква да биде признат и Македонската православна црква. На оперативно ниво имаме два архитекти на Преспанскиот договор или на така наречениот Преспански договор. Освен господинот Джефри Пајат, амбасадор на Соединетите американски држави во Република Грција, односно во Атина, вториот архитект е амбасадорката на Соединетите американски држави во Република Македонија, господината Кейт Мири Бърнс. Во периодот кога се прави и се реализира Преспанскиот договор, таа е десна рака на господинот Пајат или министар советник во амбасадата на Соединетите американски држави во Република Грција, односно во Атина. Тоа се двајцата архитекти на Преспанскиот договор. Гледате како се прави промена или размена на тезите. Веќе Преспанскиот договор не е црвената линија која не смее да се помени на патот на Република Македонија кон Европската унија и кон Брисел, туку тоа е Гоце Делчев. Одеднаш Гоце Делчев станува црвената линија. Зашто се прави тоа салто мортале или таа размена или промена на тезите? Бидејќи Преспанскиот договор де факто беше црвената линија, е условот за прием на Република Македонија во НАТО сојузот и во НАТО структурите, а Гоце Делчев е услов за отпочнување на преговорите на Република Македонија и Европската унија. А ако Преспанскиот договор беше услов за прием во НАТО, ни Белград, ни Софија немаше да се зафркават или немаше да им биде дозволено од страна на Соединетите американски држави да се зафркават и да го проблематизират Преспанскиот договор. Затоа бидејќи стана збор за Европската унија, стана збор за Брисел, им се дозволува и на Белград и на Софија да условуваат, да оценуваат Република Македонија. И затоа е таа замена на тезите. Преспанскиот договор беше услов Република Македонија да стане членка на НАТО. На никој не му паѓаше ниту подразно да почне да ја зафркава Република Македонија на патот кон НАТО, бидејќи ќе следеше еден брутален одговор на Соединетите американски држави. Бидејќи Европската унија не функционира на тој начин, и Белград и Софија си дозволуваат да ја оценуваат, да ја дестабилизираат Република Македонија и да го отежнат незиниот пат кон полноправно членство во Европската унија. Затоа се тие услови Гоце Делчев или слични работи на Гоце Делчев, и затоа македонската опозиција се налепува на таа линија помеѓу Белград и Софија и почнува да ја дестабилизира македонската влада, да прави одредени работи и да го отвара прашањето. Гледате како Васил Рингов и Дарко Панчев и пред изборите во Република Македонија, Каракачанов се обиде да му центрира на Христијан Мицковски одредени прашања за да може да му обезбеди победа на изборите. И после изборите Красимир Карачанов се обиде да ја помогне на ВМРО ДПМН на Христијан Мицковски да направи одредена дестабилизација. Зошто? Бидејќи мафијашите кои контролираат и Красимир Каракачанов, го контролираат и Христијан Мицковски, де факто сака да падне владата на Зоран Заев. Зошто сака да падне владата на Зоран Заев? За да може да се спасат од затвор. Тоа е суштината на се оно што се случува. Затоа Гоце Делчев одеднаш стана црвената линија. Што се случува сега во Софија? Се случуваат масовни протести кои траат повеќе од еден месец. Протестите се на бугарските граѓани кои се насочени против Бојко Борисов и против бугарската мафија, бугарските тајкуни и бугарските олигарси. Таа комбинација или таа коалиција помеѓу Бојко Борисов и бугарската мафија има свои линкови кон Москва. Сега веќе бугарската јавност се почесто го дожива Бојко Борисов како продолжена рака, како полковник на КГБ кој испратен на задача да ги воспостави повторно тие релации помеѓу Софија и помеѓу Москва, односно помеѓу Република Бугарија и помеѓу Република Русија. Оваа комбинација на Бојко Борисов, на бугарските олигарси, на бугарските тајкуни, на бугарската мафија, два пати бара од македонската влада да го постави Јордан Орце Камчев да биде почесен конзул на Република Бугарија во Република Македонија. Ете, тоа е суштината. Ова структура против која сега протестират бугарските граѓани, де факто сака да се меша во внатрешните работи на Република Македонија преку номинирање на Јордан Орце Камчев за почесен конзул во Република Македонија. Два пати македонската влада го одбива предлогот за Јордан Орце Камчев и во два наврати или во неколку наврати се случува дестабилизација и влошување на односите помеѓу официјална Софија и официјално Скопје. И ајде да го видиме регионалниот контекст. Гледате што се случува во Белград. Александар Вучич ја спасува својата кожа и ја пушта структурата ако секојаш му е на диспозиција, секојаш му е на располагање, тој е ВМРО ДПМН низ вода. ВМРО ДПМН останува на бришан простор, останува во офсайд после договорот помеѓу Приштина и Белград кој е постигнат во Белата куќа. На тој начин, спасувајќи се себе си, Александар Вучич ја пушта ВМРО ДПМН низ нога. Сега главен во тие односи со ВМРО ДПМН е господинот Ивица Дачич. Му виси местото министер за надворешни работи, не е во српската делегација на преговорите во Белата куќа, бидејќи руски човек и официјално Вашингтон или Белата куќа не прифаќа Ивица Дачич да биде дел на српската делегација која ќе преговара со Косово, односно со Приштина. И Ивица Дачич сега е всушност главниот руски играч кој ги воспоставува тие релации со Скопје и со Софија, односно продолжува политиката на Москва и политиката на Слободан Милошевиќ. Пуштен е низ вода, му виси дали ќе биде министер за надворешни работи во идната влада на Александар Вучич и тој пробува со помош на Српската православна црква да прави одредени гешефти или одредени проблеми во
Република Македонија. И Софија и Белград сваќаат дека сега е последен момент Република Македонија да ја направат кревка држава, да ја направат нефункционална држава, бидејќи ако Република Македонија сега не биде направена кревка и нефункционална држава, Република Македонија, односно Северна Македонија, како што нарекува Зоран Заев, ќе воспостави стратешко партнерство со Јужна Македонија и де факто ќе стане членка и на НАТО и на Европската унија. Тоа ќе биде реализација на американската стратегија. Во овој момент американската стратегија се спротивставува на тоа што го прават Белград и тоа што го прави Софија. Софија и Белград работат против реализација на американската стратегија. Кој им дава спонзорство, кој им дава сила, тоа е Москва. Значи тоа што го прави Москва во источен Медитеран со помош на Анкара, односно на Ердоган, тоа го прави и во Република Македонија со помош на Ивица Дачич и Белград и со помош на Красимир Каракачанов и Софија. И гледате, почитани гледачи, колку бугарите врска немаат од стратегија, колку врска немаат од политика. Одеднаш целиот негативен одјум, целите негативни реакции, целата негативна приказна околу промена на името, влез на Македонија во ЕУ НАТО, нема да оди на адреса на Атина или на Грција, туку ќе оди на адреса на Софија и на Бугарија. И Бугарија дефинитивно ќе биде изгоната од територијата на Република Македонија. Бугарија ќе го прими целиот негативен одјум, зошто бидејќи краткорочно размислува по паметот на Красимир Каракачанов, кој самиот каже дека бугарската држава се соочува со колапс, бидејќи за 30 години бугарската нација ќе биде малцинство во сопствената држава. Бугарија ќе ги прими сите негативни реакции, целиот негативен одјум и на долу крок односите помеѓу македонскиот и бугарскиот народ ќе бидат адаптирани и сведени на најниско можно ниво. Зошто го прави тоа Бугарија? Бидејќи не може да се откаже од својата стратегија. Прво, му има ветено на Јордан Орце Камчев дека ќе биде спасен од затвор, дека ќе биде амнестиран, дека ќе биде донесен на власт која трајно ќе му гарантира слобода и нормално функционирање по примерот на претходните 11 години во мандатот на Никола Груевски. Тоа е прво. И второ, Бугарија не може да се соочи со постоење на македонска држава, не со постоење на македонски народ, туку со постоење на македонска држава. И бугарите ќе направат све таа република или сегашната Република Македонија се подели по таа линија помеѓу групчини подмолје да биде нефункционална држава и да мораме повторно да тропнеме на врата на Софија ако сакаме да функционираме како македонски дел на македонската држава. Тоа е суштината на бугарското однесување. Тие 30 години мечтаат на повторно обединување на источна и на западна Германија. Меѓутоа името не е источна или западна Македонија, туку е Северна Македонија. Кога американците го одбримето Северна Македонија, им испратија порака и на бугарите и на србите дека Македонија веќе не е во зоната на нивно стратешко интересирање, туку Македонија е во зоната на стратешко интересирање на Атина и на Република Грција. И што ќе прави Зоран Заев? Ќе го пушти низ вода Бојко Борисов. Тој ги има веќе воспоставено релациите со новите власти во Софија или луѓето ќе дојдат на власт во Бугарија по заминувањето или по паѓањето на Бојко Борисов. Бојко Борисов не го испочитал советот кој му го даде на Никола Груевски. Кога народот ќе ти се крени на улица, тогаш да го слушаш народот. Еден месец народ му протестира на Бојко Борисов и Бојко Борисов не си го слуша советот кој му го даде на Никола Груевски. Се бори против народот. Никој не успел да совлада народ. Тоа нема да го направи ни Лукашенко, тоа нема да го направи на Бојко Борисов. Зоран Заев ќе го пушти низ вода Бојко Борисов, ќе го закачи Бојко Борисов кај Кристијан Мицкоски со помош или со подршка на Јордан Орце Камче и ќе воспостави релации со новите бугарски власти. Ќе го пушти низ вода и политиката и предлогот на Бојко Борисов за Гоце Делчев како црвена линија на патот на Република Македонија кон Брисел и Европската унија. Ќе гледате како Зоран Заев ќе ги пери рацете од Бојко Борисов, дури ќе му го одбие предлогот за Гоце Делчев и ќе испадне херој, односно патриот на крајот на денот. Зоран Заев само чека Бојко Борисов да биде брутално соборен на софиските улици. Прашање на време кога Бојко Борисов ќе стане историја во Република Бугарија. И втората работа која е многу битна, гледате како се формираше владата во Црна Гора. Сите отидоа на средба со Амфилохија Радовиќ и Амфилохија Радовиќ ги седна како ученичење и ги убеди да направат новата црногорска влада. Тој Амфилохија Радовиќ по истиот принцип како што ја правеше владата во Република Црна Гора, ако имаше повеќе српски народ во Република Македонија со помош на Јован Вернишовски, ќе ја правеше и владата во Република Македонија. Наша среќа што има многу помалку српски народ во Република Македонија, инаку во однос на Амфилохија Радовиќ, Ивица Дачич, ние ќе имавме исти третман ко Црна Гора. Ќе седна некои попови, ќе се договорија со политичките структури и ќе ја направеа владата во Република Македонија која ќе им одговара на Ивица Дачич и на Амфилохија Радовиќ. Александар Вучич сега се излекува од тој шинел.
на црквата, на БИА, на КГБ, на Кина и така натаму, и му стигна првата порака. Првата порака му стигна од едниот црногорски премиер, господинот Криво Капич, кој го обвини Александар Вучич дека заедно со Мило Ѓукановиќ се инвеститори во проектот Белград на вода, дека се тамо заеднички партнери, не само што се заеднички инвеститори и заеднички партнери, односно тајни содружници во проектот Белград на вода, туку преку проектот Белград на вода заедно перат пари Александар Вучич и Мило Ѓукановиќ. Тоа е пораката на Амфилохе Радојич. Во моментот кога Александар Вучич направи договор со Приштина во Белата куќа, преку Криво Капич, едниот премиер на Црна Гора, му беше пратена пораката. Александар Вучич е човекот кој е бизнисмен, а не е државник, односно не е политичар, пери пари со Мило Ѓукановиќ и ќе заврши исто како Мило Ѓукановиќ. Тоа е пораката на Амфилохе Радојич која беше испратена до Александар Вучич. И гледате, почитувани гледачи, одеднаш имаме бујање на национализмот во Република Македонија. Од една страна Гоце Делчев не го даваме, односно Гоце Делчев е црвената линија. Од друга страна имаме национализам од ДУИ кој не е оправдан, кој не може да се објасни зашто одеднаш партијата ДУИ која станува составен дел на владата на Зоран Заев, почнува да манифестира еден рурален национализам, како што не манифестирала изминатите 20 години. Зошто одеднаш во првите 100 дена на владата, преку Артем Груби, партијата ДУИ манифестира таков национализам, бидејќи спонзорите и газдите им се исти. Газдите им се во Софија и во Белград. И на партијата ДУИ, и на ВМРО ДПМН, и на Левица на ПАСЕФ. Одеднаш гледате таа троглава ламја, или тие три глави на еден исти организам, почнува да манифестираат национализам. Тоа го преа Пасиев, тоа го преа Артем Груби и тоа го преа Христијан Мицковски. И што ќе прави Зоран Заев? Ќе остави тој национализам на ДУИ да доживее големи размери, да ескалира, па дури да експлодира. И врз база на тој национализам и одбрана на македонскиот патриотски дух и на македонското патриотско јадро, да го избрка Али Ахмети од власта. На Али Ахмети сега му гори под нозете. После апсењето на поранешниот шеф на косовските тајни служби и неговото испраќање во ХАП, Али Ахмети знае дека е отпочнат процесот на апсење на поранешни високи функционери на ОВК или НОЧК. Му гори под нозете на Али Ахмети и ќе се обиди со помош на Белград и со посредство на Софија да ја дестабилизира ова влада, да направи све на власт да се врати коалицијата помеѓу ДУИ и ВМРО ДПМН. Што ќе прави Зоран Заев? За да знаете што ќе прави Зоран Заев на ниво на Република Македонија, треба да видите што правил Зоран Заев на ниво на делување или функционирање на општина Струмица. Во општина Струмица тој стимулираше постојање на два мокни крака на ВМРО ДПМН. Едниот крак кој го контролираше Силвана Бонева и вториот крак кој го контролираше поранешниот градоначелник на Струмица господинот Јанев. Зоран Заев комуницираше со двата крака, ги стимулираше двата крака. Те беа доволно силни да не направат коалиција помеѓу себе, да се во перманентен и во постојан конфликт помеѓу себе, да не може ВМРО ДПМН да биде силна партија во Струмица и Зоран Заев во 4 или 5 изборни циклуси на ниво на градоначелник на општина Струмица да победува или да го победува така раскараното ВМРО ДПМН. И истото ќе го прави и на ниво на Република Македонија, ќе треба да постат најмалку два крака, два мокни крака на ВМРО ДПМН. Едното контролирано од Христијан Мицковски, второто можеби од Сашо Мјалков, да бидат во перманентен конфликт и Зоран Заев како што победуваше на ниво на општина Струмица да победува на ниво на Република Македонија. Дали ова Христијан Мицковски го гледа? Апсолутно не, почитувани гледачи. Човекот нема дарба да ги гледа овие процеси, нема дарба да ги направи овие анализи и да ги согледа овие можни политички разврски. Тој расчистува со Игор Јанушев, расчистува со крилото на Милијана Киевски, ги пушта низ вода, правејќи го новиот извршен комитет. Со моделот на Игор Јанушев, кој повеќе не е генерален секретар на ВМРО ДПМН, отпочнува процесот на поделба на ВМРО ДПМН, не само како политичка партија, туку е можна поделба на пратеничката група на најмалку 2 или 3 поголеми делови. На тој начин Зоран Заев после половина година или можеби после локалните избори во Штип ќе може да коалицира со делови од пратеничката група на ВМРО ДПМН, како? Со цел да се спречи разнебитувањето на Република Македонија, унакажувањето на Република Македонија со ваква ретроградна политика на Артем Груби и на партијата ДУИ. Врз база на тие принципи, Зоран Заев лесно може да коалицира и да направи нова влада со останатите албански политички партии и со делови на ВМРО ДПМН или делови на пратеничката група на ВМРО ДПМН, кои сега ќе се распаднат на повеќе атомизирани делови. Моделот Игор Јанушев може би укажува дека ќе имаме на таква политичка разврска, ќе ги немаме осумината, туку ќе имаме еден сосема друг модел. Раскол, карање во рамки на врвот на ВМРО ДПМН, формирање на 2 или на 3 структури на ВМРО ДПМН и коалицирање на дел на тие структури,
јавно или тајно на ниво на Малтинска или на ниво на експертска влада со Зоран Заев. На тој начин Зоран Заев ќе може да го реализира станањето, партијата Дуј Али Ахмети да ги пушти низ вода. Зоран Заев никако не може да му прости на Али Ахмети и на партијата Дуј вакво понижување кој му го прават на јавна сцена. Во исти пакет или со исти куршум тој ќе ги пушти пробугарските структури, ќе се дистанцира од Бојко Борисов и ќе го пушти Али Ахмети и партијата Дуј низ вода. Всушност ќе расчисти со инсталациите на Белград и Софија со еден исти куршум и во еден исти пакет. За да може тоа да го направи Зоран Заев, прво беше неопходно и потребно да расчисти во сопствените редови. Гледате како се бајпасирани Оливер Спасовски, Радмила Шекеринска, клучните министри во тој безбедносен ресор. Тие се бајпасирани со помош на Љупчо Николовски и на Бојан Маричич. Со помош на Бојан Маричич и на Љупчо Николовски се отпочнати процеси на апсење, на процеси на одредено судење и на контрола врз судството во Република Македонија. На тој начин се бајпасирани, пуштени низ вода. И Радмила Шекеринска, а посебно Оливер Спасовски, кој во изминатите 3 години не направи безмалку ништо да може да ги санкционира клучните судски процеси во Република Македонија и клучните криминални процеси, за да може да биде спречено влијањето првенствено на БИА и првенствено на Белград. Зоран Заев со помош на Љупчо Николовски, со Бојан Маричич или со помош на Бојан Маричич ги дистанцира првенствено Оливер Спасовски, подосни Радмила Шекеринска. И на крај ќе обезбеди признавање на Македонската православна црква. Со помош на Вселенската патриаршија ќе биде призната Македонската православна црква. Кој ќе изврши влијание врз Вселенската патриаршија и Кириакос Мицотакис и амбасадорот на Соединетите американски држави во Република Грција, господин Џефри Пает, кој беше архитект на признавање на Украинската православна црква од истата таа Вселенска патриаршија. Зошто Русија не реагираше кога Света Софија беше од музеј претворена во џамија, бидејќи сакаше да и се реваншира на Вселенската патриаршија за ножот во грб со признавање на Украинската православна црква. Тоа ќе се случи и сега. Со помош на Атина, со помош на американскиот амбасадор во Атина и со помош на господин Мицотакис и неговото влијание врз грчкиот црковен клер ќе биде воспоставено тоа признавање на Македонската православна црква страна на Вселенската патриаршија. И де факто ќе биде заокружен тој процесот на државотворност на македонската нација и на македонската држава. Патот на Република Македонија кон членство во ЕУ, членство во НАТО ќе биде трасиран со помош на американската администрација и со помош на американската стратегија. За наша несреќа тоа ќе биде реализирано во мандатот на Зоран Заев. Дури знаете, идните генерации ќе се постават прашањето како е возможно овој ограничен човек или човек со такви интелектуални капацитети да може да реализира такви стратешки процеси. Може, почитувани гледачи, бидејќи ги слуша американците и слуша се оно што ќе му каже, за разлика од останатите кои сметаат дека се мали џокица и дека може да прават едно а да ветува друго, Зоран Заев барем е доволно свесен за своите капацитети и своите можности и слуша тоа што ќе му каже, така и преживува, така му се прогледани сите овие афери, од аферата Рекет до сите овие афери со Драги Рашовски, така натаму и така натаму. Зошто? Бидејќи слуша и реализира тоа што ќе му биде кажано. И тоа е сума сумарум нашата вечерашна анализа. Република Македонија ќе добие признавање на Македонската православна црква. Прашање на време кога ќе дојде распад на коалицијата помеѓу Зоран Заев и Али Ахмети, влијањето на Софија и на Белград ги има последните денови или последните издисаи во Република Македонија и ќе биде адаптирано во наредниот период и затоа треба да чекаме во наредните неколку месеци и Белград и Софија здружено да направат све да биде дестабилизирана Република Македонија. Кога на 12 октомври Зоки Милевски Кичевскиот ќе заврши во затвор, све ќе биде поинаку во Република Македонија. Тој ќе биде испратена порака и до неговиот ментор Јордан Орце Камчев дека ако Зоки Милевски Кичевскиот заврши во затвор, дека тоа може да му се случи на Јордан Орце Камчев. Во таква ситуација Јордан Орце Камчев ќе направи све да ја дестабилизира владата на Зоран Заев. Со помош на Христијан Мицкоски, со помош на ВМРО ДПМН, Јордан Орце Камчев ќе направи све да биде направена политичка криза во Република Македонија. Треба да се одговори на прашањето кој е првичниот линк помеѓу Зоки Милевскиот Кичевски и господинот Христијан Мицковски. Дали тоа можеби е Бојко Борисов? Дали можеби првата средба помеѓу Христијан Мицковски и Зоки Милевски Кичевскиот е направена со посредство на Бојко Борисов во периодот кога Јордан Орце Камчев се наоѓа во притвор? Ако се одговори на тоа прашање, ако се презентира детали од тие разговори, од тие средби, многу работи во Република Македонија ќе станат многу појасни. Тешко е да се добие војната со мафијата. Ние тоа го видовме со аферата Рекет и со укинувањето или расторањето косарма на специјалното јавно обвинителство.
Тешко е да се води војна со Јордан Орце Камчев и со неговите инсталации во полицијата и во судството и во медиумите во Република Македонија. Меѓутоа, ако сака политички да преживее, па дури и животно да преживее, Зоран Заев мора да го испрати, да го адаптира Јордан Орце Камчев надвор од Република Македонија, да го испрати во историјата на бизнис и на политички план. Се доека е моќен, се доека е функционален Јордан Орце Камчев, Зоран Заев нема да биде сигурен за својата политичка и за својата животна иднина. Затоа таа битка со мафијата е спиритус мовенс за животно и политичко преживување на Зоран Заев. Без помош на американската администрација, без помош на американската логистика, Зоран Заев нема шанси да го порази Јордан Орце Камчев. Посебно со подршката која тој има во Софија и во Белград. Тоа беше нашата вечерашна политичка анализа. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, се гледаме недела 22 часот, до недела во 22 часот. Пријатна вечер, Македонија, каде да си.